Ние како Стопанска комора на Северна Македонија заедно со Националниот совет за медиација и овој пат со AFC, Меѓународната финансиска корпорација, светска банка групација, сме организатори на оваа втора регионална конференција за промоција на бенефитите на медиацијата. На оваа денешна голема конференција, втора како што кажав, ќе има представници, високи представници од државата, високи представници од локалната самоуправа, но секако и високи представници од земјите членки од Европска Унија. Зошто? За да ги споделат искуствата на користењето на медиацијата во нивните земји, односно процентот, например во Германија или во Холандија, како едни од земјите кои што најмногу ја користат медиацијата за решавање на стопански спорови е 75%. Исто така, денеска сме многу горди, бидејќи освен нашата асоциација за поддршка на медиација во рамките на Стопанска комора, тука со нас се присутни и представниците од департментите за медиација од земјите од регионот, односно од Србија, од Црна Гора, од Албанија, од Косово, како и од Бугарија. Сите тие ќе ги кажат искуствата на користење на медиацијата и ние ќе ги кажеме. Медиацијата не е нова алатка во нашата држава. Медиацијата започнува во нашата држава институционализирано да се пробива уште од 2006 година, меѓутоа со измените на Законот за медиација 2013, 15, 16 и последниот од 2021, навистина можеме да се пофалиме со од 2017 до 2023 бројка од над 4500 медиации, од кои што 45% се стопански спорови. Меѓутоа, можеме да кажеме дека како медиатори и како бизнис асоциации не сме задоволни од користењето на бизнис заедницата, бидејќи има простор за уште. Има простор за уште во ситуација кога имаме неликвидност во економијата, во ситуација кога имаме проблеми помеѓу компаниите за регулирање на должничко-доверителските односи, и затоа денеска од оваа регионална конференција сакаме да упатиме апел да ја користат компаниите во нивните деловни односи не само со компаниите, туку и со државата и секако со локалната самоуправа, бидејќи има сила на извршност оваа алатка доколку спогодбата се солемнизирана нотар и секако кога ќе излезат од самиот процес на медиација, сите страни се чувствуваат и вистински на хартија и во секојдневното работење се победници. Значи нема како во судска постапка еден добитник, еден губитник. Уште, значи и ова со ова ќе завршам, како асоциација за поддршка на медиацијата, од 2017 од кога е формирана до денес, имаме направено над 50 бесплатни предавања со учество на над 2500 представници од бизнис заедницата и други заинтересирани страни. Кога велам други заинтересирани страни, тука се адвокатите, судиите, представници од државна институција и така натаму. И сакам да кажам дека медиацијата како алатка ќе помогне на државата, следејќи ги препораките од ЕУ, да се растерети суството, но секако ќе помогне во еден подобар рейтинг на расчистување на побрзо, поефикасно и на вистина најефтино, па дури можам да кажам и бесплатно решавање, бидејќи може да биде и бесплатна медиацијата алатка за решавање на споровите. Доколку имате прашања, стоиме на располагање, но секако сакам да потенцирам дека медиацијата во нашата држава се уште се споменува како алтернатива на судската постапка, додека во развиените земји таа е редовна постапка. Чест ми е денеска да бидам заедно со организаторите на оваа конференција. Може да кажам поволни зборови за Стопанската комора и Националниот совет за медиација, кој што организира и може да кажеме дека можеби најјакиот, да не кажам и единствениот мотор што се обидува медиацијата да обезбеди место за медиацијата во нашето општество и нашата држава. Како судски совет ние настојуваме медиацијата да го заземе местото во нашето општество пред се, по тоа што го кажа и председателката на Националниот совет за медиација, со цел да се растеретат судовите од преголемиот број на предмети, имајќи ја предвид ситуацијата во нашата држава во однос на правосудството, така да што имаме проблеми за обезбедување на судски места, недостаток на број на судии, а сето тоа доведува и до задоснување, односно задоснато решавање на предметите, тоа фактички создава незадоволство кај граѓаните, а исто така им оневозможува
што побрзо да стигнат до остварување на нивните права. Затоа се надевам дека со поголемо наставување институционално од сите субјекти во нашата држава, медиацијата лека по лека ќе чекори и ќе го заземе местото кој што треба да го има во нашата држава. On the German side, we are embracing the idea of mediation for a very simple reason. Of course, everybody is hoping and wishing for business relations without disputes, but in real life, you always have to expect to have some disputes over time. So the question is how to best solve them. Од германска страна, зошто ја прифаќаме медиацијата, зошто ја поддржуваме? Идеално би било дека бизнис-деловните односи да немаат никакви спорови, но понекогаш доаѓа и до такви ситуации, затоа е медиацијата еден од тие аспекти. Going to court in such a situation would just find a legal situation that in the end might hurt both sides, so that you have two unhappy sides instead of at least one, if not two happy sides. And I think the concept of mediation is to try to solve a conflict in a way that at the end of the day both parties can embrace the solution. And I think this is really the forward-looking concept, and that's the reason why we are supporting it. Понекогаш кога се оди на судски постапки може да имате две страни кои на крајот не се задоволни, но медиацијата може да пружи на крај или една па и двете страни да завршат како задоволни страни, и токму затоа тоа е една од причините зошто ја промовираме медиацијата како начин за решавање на спорови. And in international business relation, the advantage of mediation is also that you are not stuck to the law of one side of a contract, but that you find a solution that's embracing also the individual needs of a solution to look forward. And I think that this is what makes business work, and that's why we are supporting all mediation effects here in North Macedonia. Во меѓународните односи понекогаш медиацијата ви помага да не се држите стрикно до правниот систем на едната страна или стрикно до договорот. Токму затоа медиацијата овозможува и во меѓународни услови да се постигне заемно прифатливо решение, и токму затоа ја поддржува медиацијата во Северна Македонија.